Да имаше стаза за Формула 1, можеби полесно ќе стигнеа Google и Facebook во Македонија, па партнерите ќе ги возевме во електрични автомобили што ќе се произведуваа во Тетово. Во Охрид ќе се тркавме, а во Скопје ќе снимавме холивудски филмови. Да не беше ова сценарио на некоја сапуница, можеби и ќе беше вистина. Вакви инвестиции вети власта, ама пропаднаа уште не стартувани. Изминативе години јавноста се изнаслуша изговори. Прво чекаа да влеземе во НАТО зашто од после инвеститорите ќе не препознаеле како стабилна држава за инвестиции. После им беше виновна пандемијата, па неизвестноста на пазарот. Остана само сеќавање на цврстото предизборно ветување на Зоран Заев да се отворат централи на Google и Facebook. Ама, изгледа директорите не можеа да го најдат патот до Македонија поради лошата инфраструктура. Работам директно и кажувам на привлекување на Facebook и Google со централи во Македонија, заради тоа што ги оданочуваат со 23-19% во Швајцарија и во Даблин, да дојдат овде. Малта им нуди 4,3%, им понудив 3%. Ама доаѓаат со 30 милиарди евра добивка. На 3% тоа се 900 милиони евра добивка во државата. И ние нема да изгубиме ништо, ама ќе отворат многу работни места. Заев си беше визионер. Имаше чувство дека патеката за Формула 1 може да отвори туристички можности. Не само што никој не го свати сериозно овој проект, туку беше предмет на исмејување во јавноста. Овде е планирано да биде изградена првата стаза за Формула 1, која што треба да отвори туристички можности. Девизата ветено неисполнето ја застапуваше и неговиот наследник Димитар Ковачевски. Пропадна инвестицијата во Тетово, каде требаше да се произведуваат 30.000 електрични возила годишно и да се вработат 900 лица. А Димитар Ковачевски, заедно со Груби и Ахмети, во 2022 ги фрлија темелите. Создавањето на локална економска вредност и напредниот технолошки развој. Кај оваа инвестиција го носи и ќе го промени живот на локалната заедница. Ќе даде силен стимул на економијата и значајна референца за државата во привлекување на странски инвестиции. Во Скопје требаше да се снимаат холивудски филмови. Познатата американска филмска звезда Џон Малкович најави дека во македонската метропола ќе се изградат повеќе филмски студија во рамки на проектот Скопје Технолоџи парк. Примарниот проект во својот бизнис план предвидуваше филмски студија, деловни објекти, хотели и станбени згради во зоната Тирс 3 во близина на Скопскиот аеродром. Потписите на договорите кои се редеа минатата година во вредност од 450 милиони евра допрва треба да се реализираат, што значи се уште се само на најава. Од постоечките инвеститори, помалку од половина би инвестирале тука повторно. Компаниите се разочарани од корупцијата, тоа што не функционира правната држава, лошата инфраструктура и тоа што нема доволно квалификуван кадар.